Много добро и 80-та година навистина отидов много спремен. И најтежок ждреб, мислам дека во ниедно првенство не сум имал како во Москва ми падна правите светски асови. Изгубив само од рускиот представник Сајфулла Апсеидов и од бугарскиот представник Иван Јанков. Но таа медаља, брозената медаља, испадна дека за мене беше као златна, бидејќи имав тешки борби. Успехот беше во тоа дека таа ми фалеше како олимписка медаља и станав еден спортист од Македонија со сите освоени медаљи. Чувството е огромно. Спортистот најголемото задоволство е во тоа и да помисли и да биде во самата ситуација да слуша химната на својата земја, па и да се накити со трофеите, оно што му припаднале. Naši takmičari u trpanju nebrojeno puta su nam donijeli radosti sa evropskih i svjetskih prvenstava i olimpijskih igara. Lijepu tradiciju ove godine održao je i Šaban Sejdiju osvajanjem srebrne medalje na svjetskom prvenstvu u Skopju. A malo mu je nedostajalo da se domogne najplemenitijeg medala. Kod rezultata 2-2 sovjetskog takmičara Saimova svi su vidjeli na parketu osim sudija. Tako je vrijednu kolekciju medalja Sejdiju upotpunio ovom srebrenom koja sija kao zlato. Борбата со Апсаидов, кој беше олимписки шампион од Москва, одма 81 година Скопје беше светското првенство. И со истиот противник доаѓаме до 1-1 резултатот со него и на крај он него го прогласува победник. Иако јас имав една акција да бидам 2-1 со противникот, бев оштетен. Значи, од судијата не примив бод. Ние бевме во Скопје, во нашиот град, во нашата земја. Таа титула требаше да биде за Шабан Сейдију, ги победи сите противници, освен со русинот, навистина резултатот беше 1-1. Los Angeles is proud to accept again this ancient and sacred symbol. Yugoslavia. Потоа следеше и другата олимпијада. Се подготвувавме за да бидеме поспремни, подготвени со големо искуство. Отидовме на Олимписките игри, борбите, првата борба одма со најдобриот Дейвид Шулц, познатиот борач од Америка. Таа борба беше доста тешка. Ја изгубив таа борба, но сепак продолжив со победи на сите во мојата категорија
мораше да го докажам и покажам моето искуство да дојде до втора медаља, за да биде мојот спорт и моите луѓе кои работеле заедно да дојдеме до поголем успех, да имаме 2 медали. Од Лос Анџелес ние се вративме најуспешни со златна медаља и бронзана медаља. Значи, двајцата шабановци беа најуспешните спортисти. Третата олимпијада, Лос Анџелес, навистина ми значеше многу. Кога се вративме ние, автоматски јас бев скоро заборавен тука. Значи, сите беа свртени кон другите интереси, интересите на медалите од помлади борачи и моето време, значи, бев во тие години кај што требаше да ги имам основните работи за екзистенција, да имам добар живот, спортски живот, за да можам да обстанам и да живеем. Ги барав тие услови, тешко можеа тука да се остварат и на крај бев принуден да отидам во Београд, во Србија, кај што ми овозможеа сите услови и да се понашам како спортист кој личам на зборовите заслужен спортист на Југославија. Тоа беше Београд, што ми даде можности да одам уште понатамо, значи уште една олимпијада до крај, до Сеул. Тоа ми беше све. После тоа сакав да ги искористам моите можности за екзистенција едноставно, да се борам по други клубови. Београд, па ми беше во Германија исто една понуда, но немав среќа, се здобив со повреди, лигаменти, скинати лигаменти. Во борењето со скинати лигаменти не постои више борење и така. Што беше? Поентата не е да се биде спортиста, да се оствари медал и тука да се заврши, него поентата е да сето тоа што го направил во спортот да го пренесе во нормалниот живот. Тука е неговиот линк исклучително добар. Шабан е остварен човек во општествениот живот, добар родител, добар пријател, добар сопруг, човек кој што е во македонскиот свет, во македонскиот спорт, во Олимпискиот комитет и секаде оставил умерен однос, оставил нешто што го направил во спортот, го прави сега и во неговиот приватен живот и тоа е фактички оние продолжил линијата на неговото високо ниво како карактер, како личност и со еден збор кажано, он е вистински узор за секој спортист кој што сака да го земе светот на спортот како пат. Unë jam sa djetura dhe unë jam nxënëse e shkollës fillore Liria dhe ushtroj në klubin e mundjes Liria. Unë e dua mundje sepse kam parë shumë si Shaban Sediu e të gjithë që kanë ngri shumë suksese dhe shpresoj që në të ardhmen edhe unë mund të bëj suksese si këto. Unë si kampion evropian shpresoj të ndjeki hapat e trenerit ton, Shaban Sediu, dhe si më tha treneri që me punë gjithë shka arje. Unë jam Arben Sedi dhe jam mund si klubit mundjes Liria, si mund të shpresoj që të ndjek hapat e
kampionët Ballkanit dhe medalistit e olimpik, Shaban Sediut, si ishte edhe tekniku më i mirë dhe mundësi më i mirë në Jugosllavi. Unë jam Omer Mehmeti, unë si klubet Liria, jam medalist europian, vitin e kaluar fitova medaljen e bronzit në kategorinë e pionerëve dhe shpresoj që në të ardhmen t'i arrit rezultatet e kampionit Shaban Sediut. Успехот може да се постигне, но тешко е да се повтори. И на тоа мислев целиот живот. Брзо може да дојдеш до успех, па после тоа све си успеал. Не, целиот живот, до крај на животот треба да се бориш.